Судот ќе го бара Гоце Трајковски, клучниот сведок за двојното убиство кој водел паралелна истрага со полицијата по исчезнувањето на малолетната Вања Ѓорчевска. Доколку него обезбедиот и во моментов е недостапен на органите на прогонот, ќе одлучи дали неговиот исказ даден пред обвинителот ќе го прифати како доказ во судската постапка. На денешното рочиште сведочеа полициски службеници кои присуствувале на претресот во семејниот дом на Палевски во село Глуво. Вечерта на 3 декември лани околу 2 часа полицајците биле во куќата во која биле брат му со сопругата и мајка им. Од телефонот на Блажа Палевски во истиот период додека траел претресот било вртено на бројот на Вања и за ова имало записник обвинителството. Но полицајците не биле сведоци на такво нешто во домот на Палевски. Единствениот повик, велат сведоците, бил од Блажа Палевски кон неговиот адвокат. Со претресот земавме еден лаптоп, еден таблет и iPhone 6 и ги предадовме на понатамошни испитувања за потребите на колегите од крвни деликти. Претресот беше околу 20 часот и 30 минути. Имаше ангажирано адвокат кој присуствуваше на цел претрес. Претресот заврши околу 22 часот и 30 минути. И вториот сведок вработен во единицата за економски и компјутерски криминал потврди дека телефоните не им биле одземени, туку само ги имале на увид за време на претресот. Дали од некој службено лице извршено вртање на телефонскиот број на Вања? Од моја страна не беше забележено такво нешто. Ниту јас, ниту други лица, освен од Блаже Палевски, кој вртеше кон својот адвокат. Друго вртање од моја страна не беше забележено. Прво обвинетиот Палевски приговараше по сведочењето на двајцата полицајци. Оштетеното дете на денот на претресот е 5 дена убиено. Ниту брат ми, ниту мајка ми не знаеле бројот од оштетеното дете Вања и кога им биле одземени телефоните не може да вртат, а просечно интелигентен човек знае дека кога има претрес во дом се врти на телефон кој може да биде најден во околината. Сето тоа се злоупотребува од ОЈО на 26 сведоци, не најде ниту време, ниту можност зошто брат ми вртел на телефон кога детето е убиено веќе 5 дена. Судењето за убиствата на малолетната Вања Ѓорчевска и пензионерот Панче Жижовски продолжува во петок, кога ќе почне изведувањето на материјалните докази.